Председателе, почитуван колега Адеми, при крајот на вашата дискусија ја кажавте клучната реченица: нема потреба од експериментирање, така кажавте. И само со тоа можам да се согласам. Да, нема потреба од експериментирање, ама зошто одлучивте од една статистичка операција да направите политичка операција, тоа треба вие самите да кажете, а и да им објасните на граѓаните. Дека има потреба од попис, тоа, мислам, на секого му е јасно и нормално дека во оваа држава не се направило попис толку време, очигледна е потребата. Но знаете што е најважно кога се прави попис? Довербата во резултатите и податоците кои што ќе се добијат. За жал овој закон тоа не го овозможува. Овој попис не е статистичка операција, туку политичка операција, за жал. Кажавте дека претходното законско решение било од старата влада, имало некакви недоследности. Ама јас ќе кажам дека единствена разлика во тоа што, бидејќи сте старо-нова влада, е персоналното решение во Комисијата за европски прашања, не е Артан Груби, туку е Арбер Адеми. И тоа како на филмска трака си оди. А извештајот од Европската комисија ќе дојде набрзо и ќе каже дека повторно има злоупотреба на европско знаменце. Значи, прашањето е: зошто носите закон за попис без широк консензус и без потребна методологија според Евростат, која ја подрива довербата на граѓаните? Ова не се мои зборови. Ова се зборови на познати статистичари во државата и во Европа. Си има методологија, си има дефиниции кои што вие во ово законско решение го немате ставено. Зошто? Ви верувајте дека на секој граѓанин во Република Македонија тоа му е јасно и јас не знам со овој попис колку 3 милиони жители или ќе бидеме 4 милиони жители, крајот ќе каже. Само попис реализиран низ транспарентен и јасна процедура за секоја фаза од пописниот процес може да обезбеди доверба во пописните податоци. За да се заработи, почитуван колега, довербата на населението во пописот, најважна е содржината на пописната методологија, која што ја немаме и не ја знаеме, начинот на нејзина примена. Клучен демографски предизвик пред кој се наоѓаме е да се знае реално колку сме, а не колку државјани имаме низ светот, колку сме и кои сме. Вие со ова законско решение тоа не го овозможувате. За жал не ги усвоивте нашите амандмани. Благодарам. И тоа е голема фалинка во целокупниот процес. Благодарам.